Да, следе наш гостин, Туше Гошев, поранешен министер за правда, денес адвокат. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Видео одамна, како сте? Јас сега добро се осекам. Поминавте? Иако ја поминав таа ковидот и мислам дека ги решивме проблемите. Вие сте сега пун со антитела практично. Така. Со се ова што Така зборевме, можете да бидете спокојни, се вративте на работа, претпоставам. Апсолутно, Така? апсолутно. Како е по судовите? По судовите се уште би рекол вака некако е анемично, го нема тој жагор, ја нема таа брзина, ја нема таа спонтаност, едноставно како да исчезнаа луѓето во судовите. Она што сега ние кога се договаравме за интервјута, се случија многу работи. Од вчера Орце Камчев е во притвор и сега се појавија неколку недоумици. Вели кој ги измеша законите при приведувањето на Камчев. Во смисла на тоа што помешан е кривичен законник со, како се вели она, за лишување од слобода. Не е валјда до толку да се промашуваат работите или вие веќе навикнати сте, оттрпнати сте? Не, може да се слободно каже дека во последно време едноставно судската власт како да се буди, како да почнува еден процес на ветинг и тоа ветинг на проверка на судиите. И мислам дека дали тоа настана од барањата на самата јавност или пак дојде времето кога во нашата држава деструкцијата која имаше судството во последните години и која му сметаше на нашата држава да оди напред во сите процеси во живењето, сега во последно време како да се разбудивме и да почнуваме со еден почеток на ветингот, на проверката на судската власт. Се разбудивме или ги најдоа Сваровски судиите и обвинителите? Бидејќи има многу разлика, знаете, вие за да можете да избегате мора некој да ви дојави дека ќе дојдат да ве приведат. Секоја информација пласирана во јавноста треба да имате пристап начин како ќе ја примите таа, како ќе биде пласирана таа и способноста ваша да ја разберете која е целта, намерата, зошто е пуштена таа информација во јавноста, зашто секоја информација пуштена во јавноста сама по себе може само да иницира нешто, а не и да докаже нешто, бидејќи строго е забрането и по принципите на рушењето на принципот аудиатор ет алтера парс, а тоа е контрадикторноста во постапките, не можете вие едностранно некој да му судите преку јавните гласила, кое е познато судење било фатендер или забрането судење преку јавните гласила, од една страна, а пак од друга страна да не му дадете можност за оној за кој што се зборува за да може и тој да каже во своја одбрана. Добро, предпоставам, ви текнува не сте заборавиле кога Гордана Јанкуловска црташе пејажината и ги одредуваше казните на Ранковски и на компанија, денеска имаме изјава, односно вчера имаме изјава дека ова што се правило било садизам и така натаму. Не. Бидејќи кај нас реформите во судството се стално на стаклени нози, затоа што парламентарното мнозинство не е така изразено и немаме поширока согласност за да можеме да направиме вистински реформи во судската власт. И секогаш кога ќе настане некој случај за решавање од страна на судството,
се коментира кога се пласира веста во јавноста, или се пласира дека е партијска пресметка, или пак таа пласирана јавност е со одредена цел, која ние таа цел се уште нити ја знаеме во суштина, во материјално правна смисла, ниту пак сме способни во тој момент при пласирањето на таа вест да имаме здрав резон и право решение. Затоа ваквите мислења го рушат авторитетот на судството од една страна, ја рушат сигурноста на судството во јавноста, едноставно не му дозволуваат на судската власт самостојно да си ја врши функцијата, не можат судиите по слободното судијско убедување да ги носат одлуките, туку ги носат по пристрасност на одредени политички партии на кои му припаѓаат, носат одлуки на одредени моќници во судството, а и во политиката, за која и за неја треба да се направи ветинг, за да се проверат и таму луѓето, колку се влијателни во влијанието на судската власт. И од друга страна, на крај, резултатот на носењето на одлуките, две се задачите на судството. Тоа е стручноста и праведноста. Стручноста е слободното судијско убедување, способноста на судот да директно ги применува одредбите на законите кои се пропишани и носењето на одлуките по праведен принцип, а тоа е да во еднакви случаеви и еднакво постапува. Доколку успееме судската власт да ја тргнеме од другата власт, за која цело време слушаме во јавните гласила, овој го затвори на овој прави ова, а никаде не се зборува дали судството се ја врши работата согласно одредбите на Уставот и законите за кој е и конституирано како самостојна власт која треба да ја врши судската власт. И јас не ја прифаќам дефиницијата, за мене правораздавањето. Правораздавањето за мене не е правата дефиниција која треба да ја има судската власт, туку вршењето на судската функција значи авторитетно решавање на споровите на граѓаните кои ги имаат во институциите на судскиот систем. Ќе ве врата малку на реформите на правосудството, воопшто судство обвинители. Избега, не избега Мијалков, сега најави ќе бегал Камчев, па го фатија. Оно што ме интересира е што читав, конкретно од универзитетски професори, по кој правен основ тајната полиција, Агенција за национална безбедност, се бави со осомничени за криминал, ова е Гордан Каледжиев, кој наредил приведување на Камчев без да има барање на јавното обвинителство. Може ли малку да ги расчистиме овие магли, бидејќи тука имаме, како да кажем, поларизираност. Едни ликуваат, а други плачат по Камчев. Кај нас институциите на системот, конституирани согласно на одредбите на Уставот и донесените закони, се конституирани по принципот на релативниот паралелизам, се вика тоа. Што значи тоа? Тоа значи дека секој орган функционира во рамките на своите овластувања кој е овластен согласно на Устав и закон. Добро, може да го апсат вака како што го приведува Камчев? Приведувањето на било кој во институциите мора да биде направено согласно на закон. Ана има право да собира информации доколку смета дека се релевантни за обавување на нејзините овластувања согласно на закон. Приведувањето е практично осомничување или стоење на основ за постоење на одредено кривично дело. Нивната информација е дека имале тие информации дека ќе
се подготвувал да бега со партнерката. Сигурно во претходните постапки, сигурно оваа истрага не е водена во еден ден или во 2 дена. Сигурно се водени подолги постапки, меѓутоа, за да се донесе таква одлука за приведување или за отварање на барање за донесување на одлука на притвор заради бегање, треба да се исполнат условите согласно на одредбите од член 165 од Законот за кривична постапка, а тоа е јавното обвинителство да побара од судијата во претходна постапка заради основани сомненија дека се исполнети условите од одредбите на членот 165. А тоа е и една од можностите за бегството. И што ни се случи во суштина. Кај нас не е само едно бегство, прво ни се случија да ни побегнат двата одговорни лица, Груевски и овој други Бошковски овластени луѓе во Агенцијата за безбедност. Потоа ни побегна премиерот Груевски и основано можеше да се очекува или се очекуваше. После тоа немањето на никакви информации 40 часа кај што се наоѓа човек пред кој треба да му се изрече пресуда, стоеше основано сомнение дека можеше да настане истата правна ситуација која веќе ја видовме и ја преживеавме. Да пребегне и тоа според многумина ќе значеше вовет во нови избори и многу политички коментираат евентуално пат на владата затоа што ќе беше премногу бегства. И сега затоа прашав, информациите се дека и тие имали информации дека Камчев со партнерката планирал да бега. Ќе видиме што, пошто нејасно е за кој е делот, зашто иако има неколку дела каде што Камчев практично е, во кој е... Оценката за превземање на таков правен институт, како што е превземен за Камчев, а тоа е приведување и барање од страна на јавното обвинителство, донесување од мерка притвор од судијата во претходна постапка, сигурно станува збор за оние кривични дела, за кои кривични дела може да се оправда ваквата мерка. А тоа се кривични дела за кои може да се изречат потешки казни затвор, се мисли на казни поголеми од 5 години, на казни за перење на пари, сега да не ги така да злоупотреба на службена положба, злосторничко здружување, предпоставувам. Дали станува збор за квалифицирани кривични дела? Не знаеме, никој не знае. Се уште не сме ја слушнале правната квалификација на обвинителството, која ќе биде основата за водењето на оваа кривична постапка. Влегува ли Македонија во еден, како да кажем, фронт, значи да е тргнал настрана владата, се ова што ние го гледаме денес во Македонија, помалку или повеќе се случуваше малтене во сите земји кои што претендираа за да бидат дел од Европската унија. Во Бугарија тоа беше на еден брутален начин, се спроведуваше таа правдата ја зимаа во улица. Хрватија исто така на еден свој начин го користеа ускокпа, апсеа, луѓе кои што нема од наша партија, ваша партија. Албанија почна со ветинг, меѓутоа чинам дека не ги даде баш очекуваните резултати и сега имаме ситуација каде што Мијалков е во притвор и осуден. Имаме ситуација каде што Камчев е во притвор. Тоа се имаме бегалци, имаме уште случаи, но имаме и специјално јавно обвинителство кое што во кое што ние многу се крстевме, народски кажано, а практично првиот човек потврли и сега
како да го гледаме ова? Влегуваме ли во фронт, во пресметка со се она што е условно кажано криминал, ајде како видите вие, да не судиме ние пред време. Меѓутоа суди се разрешуваат. Паѓаат суди кои што ги гледавме и ги слушавме во бомбите. Гледаме што се случува во Винителство, гледаме во СЈО, гледаме себе Јалков Камчев. Бомбите практично ги отворија сознанијата преку тие прислушни материјали за какви кривични дела станува збор и дали воопшто има индиции за водење за тие снимки и сознанија добиени од снимките за да се водат ваквите кривични дела. Сега Република Македонија се наоѓа на два колосека. Едниот колосек е реформите или ветинкот во судството, што и практично почна, вие сами го кажувате, но не го одбра принципот на генерален реизбор. Да, како во Албанија што беше. Како во Албанија, бидејќи Албанија го смени и уставот, дури и го дефинираше ветингот 2016 година, а кај нас го прифативме ревизијскиот принцип на ветинг, а тоа е проверка на секој судија како ја вршел својата функција. Прво се почнуваше од неговата имотна корист, како ја остварувал, што спечалил од таа имотна корист, неговиот кредибилитет во вршењето на судската функција, дружењето со лицата со кои се осомничени за правење на кривични дела, стручноста и способноста за примена за вршењето на судската функција од една страна, од друга страна партијската припадност и делењето на правдата по партијска припадност, од трета страна имаме праведноста во судењето или волунтаристичкиот пристап на судиите во примената на законите. Тие директно не ги применуваат одредбите од законот, туку ги применуваат законите онака како тие ги чувствуваат. Тоа се све основи за водење на ревизија на вршењето на судската функција. Но ова е бавен или процес или? Тоа не е бавен процес. Тој процес Судскиот совет веќе го започна и го работи. Дури имаме сознанија дека некаде околу 71 судија е на програма за проверка на неговата работа. Значи, една е битката со ветингот, тоа е практично прекјутен ветинг кој го имаме во вршењето на проверка на судиите, а од друга страна, во исто време, факт е дека судската власт полека се ослободува од стегите на моќниците, се мисли не само на моќниците од капиталот, од моќноста, од нивната имоќна моќност и влијание во политиката, туку се ослободуваат и од моќниците на судиите, кои му сметаа на младите судии да можат да си ја вршат својата функција преку нивното влијание, кое го има преку утврдувањето во унапредувањето на судиите, во утврдување на одговорноста во вршењето на судската функција, во арбитрерноста на предметите во судењето, зашто ние сами утврдивме и Судскиот совет утврди дека системот, механизмот на системот на одбир на предмети не се почитува. Ова многу убаво звучи вака како говорите, меѓутоа мислам дека малку тешко е за верување на јавност. Говорам за она дека суди и обвинители дека веќе одбиваат на капитал, на моќници бизнисмени, на моќници политичари, на моќници обвинители судии. Секој процес сам по себе си има свој почеток и крај.
Не може еден процес кога ќе започне, во правото бил поделен на 3 дела. Првиот дел е когитаре, тогаш донесената одлука за правење, за функционирање на тој начин, на мозокот на функционирањето на тој Знаете начин. зашто ве прашав? Како веќе луѓето на ништо не веруваат по бегствата? Сега. Како да се врати до вербата во Сега. институциите? Вие можеби како адвокат сте имали искуство и пред тоа во едни други времиња, како велите, мака мачевме да се, знаете, со некои банални дела да се објаснувате таму и постојано е муабетот ако имаш некој во суд да ти заврши работа. Сега довербата е тресната од земја. Сега како ќе се врати? Заради избегнување на тој модел, дека телефонското право треба да го ставиме во музеот на старините и треба да му се вратиме на правото. Телефонското право е ало, стави го во фиока, на тоа мислите? Да, не само на тоа. Туку решете го предметот на мојот другар или на овој начин, или помогнете му на овој, па јас да ви помогнам на другиот. И така системот стана канцерозен и неспособен да функционира. Јас дури кога се формираше на Сдруженијето на судиите, во мојот говор на правниот факултет, кога го изговорив тоа дека телефонското право треба да го ставиме во музеот на старините, тогаш многу судии се налутија. Меѓутоа, праксата после 30-тите години, од 91 година, па се до 2021 година, не ме демантира во вистината. Практично, ние имавме протекционашко судство. Кај нас имавме моќници судии кои редеа предмети, унапредуваа судии, помагаа на судии да си вршат работа. Условно кажано, можеа да ни прават што сакат. Апсолутно. И како јас сега да верувам на ова судство? Апсолутно деструктивноста на судската власт практично ја оневозможи Македонија да стане правна држава. И како да верувам сега, затоа што Сега. ние бевме из заробена, како да верувам сега дека јас некоја друга политичка гарнитура е во случајот? Сега, бидејќи во Македонија е многу тесно политичкото мнозинство во парламентот, дури би рекол на стаклени нози. Основна функција на парламентот е контролната функција. Основната функција и по уставот му е контролната функција. Не е парламентот само да носи закони и да прави таму овластувања што му се, туку во рамките на своите овластувања, ако не си ја врши контролната функција, тогаш во државата не е обезбеден систем од чек-баланс, кочница и рамнотежа, и властите си функционираат сите по своја совест. Тогаш не важи принципот на правната држава. Немаме воедначување на примена на законите, немаме воедначување на судската практика, немаме правна сигурност на граѓаните дека при еднакви случаеви ќе добие еднаква одлука, туку секогаш, што викате вие, ќе се плашите да не бидете оштетени во било која постапка пред судот. Ајде, за крај, ќе има ли уште летање на глави во правосудството? Ваше мислење? Јас не сум за летање на глави. Видете, го кажав, го парафразирав. Ќе има ли уште оставки, заминувања, заблагодарувања, како сакате? Пошто се отпочна еден процес, кој процес сигурно е поврзан случаеви судии, што е и неминовно, бидејќи, ако се сеќавате на почетокот, иако од страна на специјалното обвинителство имаше повеќе барања за отварање на притворски барања на обвинителите, меѓутоа судиите не носеа одлуки за отварање на притвори, практично судиите му овозможуваа на тие моќници да не го почитуваат законот и да бидат над законите. Ние не се покоруваме на луѓето, ние се покоруваме на законите.
зашто законот е општо правно правило кое регулира неодреден број на случаеви со исти битни обележја. Доколку ние во законите не ги применуваме онака како што се доследно напишани и применети, тогаш Република Македонија ќе ја изгуби правната сигурност, никогаш ќе нема да биде правна држава и никогаш ќе не може правите вредности на луѓето да излезат на виделина со кои Македонија сама по себе ќе покаже успех во меѓународниот надпревар во Европската Унија. Јасно е дека некаков реформски процес е тргнат, на фин или на нефин начин гледаме судии и обвинители како се разрешуваат, се назначуваат нови судии. Ќе ве повикам повторно за гостување. Јас едно би сакал да кажам, баш ми е мило што народот треба да заборави, да вика дека зошто извршната власт не го затвори овој, зошто извршната власт му простува на оној, зошто не го гони на овој. Ама затоа што тоа така беше допред цело време 30 години, затоа што луѓето Тој не сватат дека судската власт е независна власт. Така. Тој лош менталитет, тој лош начин на пристап на правната држава не дотурка до тука, меѓутоа сега при ослободување на извршната власт, на судската власт да може да си ја врши својата функција, сите права или сите обврски согласно на Уставот ќе си дојдат на свое место. Ајде да видиме. Благодарам што бевте дел од Студио 10. Јас благодарам што ме поканивте. Беше ова Туше Гошев, поранешен министер за правда, денес адвокат.